Лоша услуга им е направена на регистрираните предпријатија кои се занимаваат со откуп на секундарни суровини, откако полицијата објави дека открила оти украдените звона од манастирот во Пантелеј биле продадени како старо отпадно железо. Во телефонската реакција во нашата редакција, по објавената изјава на секторот за внатрешни работи од Штип, легалните откупувачи велат дека полицијата не била прецизна во објаснувањето, оти откриените предмети биле продадени кај некој од така наречените диви откупни центри, што само во Кочани ги имало повеќе од 10. Со тоа во јавноста се создал впечаток оти фирмите кои со децении се занимаваат со откуп на отпадни материјали се впуштиле во недозволен бизнис. Ваквата можност тие ја отфрлаат со оглед што над нивното работење се врши постојан надзор од Управата за јавни приходи и од другите државни институции, при што и за најмала откупена количина старо железо или друга суровина, тие се задолжени да издаваат потврда, а исплатата на парите ја вршат единствено преку трансакцијска сметка. Освен тоа, дополнителна обврска име кај надлежните органи да пријават ако забележат дека некој се обидува да продаде предмет со поголема вредност од вообичаената или истиот има сомнително потекло. Со тоа се исклучува можноста украдените црковни звона од Пантелеј да биле откупени на легален начин. Како што веќе информиравме, секторот за внатрешни работи од Штип во средата соопшти оти открил дека 3 лица од Кочани ги украле двете звона од по 70 килограми во манастирот во Пантелеј, пошто ги искршиле и ги продале како старо железо за само 8.000 денари. Со оглед што тие беа стари повеќе од 150 години, културно-историската вредност на звоната е многу поголема од материјалната, па полицијата информираше дека поднела соодветни кривични пријави против сторителите.